Почитувани гледачи, поздрав од Занечитскиот дом во Куманово, каде што денеска реализираме емисија Кумановци за Куманово, каде што ќе зборуваме за нашето богато историско минато на фреквенција на телевизија Плюс. А наш и ваш гостин денеска е господинот Мирослав Стојанов, познат личност од градот Куманово. Господин Стојанов, благодарам што најдовте време да дојдете да поразговараме за градот Куманово, кој има богато историско минато, гледано од сите аспекти на живењето. Како вие, еве, една ваша кратка дефиниција, како вие го помете градот Куманово во минатото? Што имаше вака интересно да ни кажете за почетокот? Прво да ги поздравам вашите гледачи и благодарам на телевизија Плюс што ме погани да го кажам оно што, ете, да се подсетиме на минатото кое го поминавме во градот Куманово. Имаме многу спомени, почнувајќи од основното, од детството, па се до завршување на средното училиште, односно до гимназијата, па и понатаму вработување во... Сега вака, да не губиме време, веднаш да почнеме со фотографии. Да. Кажете ни вие во која мала сте родени? Јас сум роден во доле во на Моша Пијаде улица, на како се вика тоа, Проески сокак порано се викаше. Меѓутоа потоа се преселивме во така наречено циганско сокаче, односно улица Тане Георгиевски. Еве сега веднаш да прикажеме оваа слика, вие сте ова кога сте биле мал. Да, тоа е... Сте имали афинитет за спортски дисциплини. Да, ете тоа е во Тешево, на кајак, а помалата слика е во Врњачка бања. Тоа беше така модерно да се слика со тоа, со оделцето така. Да. А ова е на езерото. Да, одиме понатаму. Имате многу интересни фотографии кога сте биле во основно училиште. Еве. Ова е зградата на училиштето, 74-та година. Крстеми Сирков, да. Да. Тоа е Крстеми Сирков, училиште кое после завршување на градинка, во тоа време се одеше во градинка, почнав да учам во прво оделение во основното училиште Крстем Сирков. Тука беа и браќа Миладиновци и Крстем Сирков заедно. Така. Во смени одеа. Сега ова се треба да ги споменеме овие луѓе кои се во вашата генерација. Училишни клуби, како беше воспитно-образовниот процес во Крстеми Сирков и во браќа Миладиновци? Да. Тоа беше доста вака релаксиран, немаше некои усилби, беше интересно за нас како помали дечиња да одиме на училиште, да носиме книги, да цртаме, да пишуваме, да раскажуваме приказки. Така да во тоа време училиштето Крстеми Сирков и отвори списание Пламенче, каде што нашите творби, раскази, песнички, се печатеа и за нас беше тоа многу интересно. Се работеше со надгледни средства и можам да кажам дека професорите, односно учителите, вложуваат доста напор да не воспитат како што треба. Кои се овие луѓе овдека на фотографија? Овдека се моите школски другари, овдека сум јас, тука е Порче Менков, потоа има Билјана Секирарска, Маргарита Станковска, ги изгорувам тие презимиња наши, не кај женските веќе не се така, Зоја Соколова, тука професорката по биологија и така и другите. Така, се видувате ли сега, контактирате ли? Па дел од нив, не со сите, бидејќи некои се отидени вон Куманово, некои се сега и починати, така да тие што станаа во Куманово, еве со, например, Маргарита Станковска се видуваме почесто, со Борче тој не е тука, Билјана Секирарска исто така не е тука. Ова следна фотографија? Тоа е фотографијата исто од Крстеми Сирков, од училиштето, тука се истите тие, само во тоа е
пишува тука позади, тоа е значи 61 година на поламатурското. Така се викаше во тоа време. Да, во тоа време поламатурска вечер. Кој беше учителка и класен раководител позади? Па тука се менува малку, учителката ни беше Добрила, која чека да ја најдеме сега, тука беше еве ја учителка Добрила. Добро. Еве ја учителката Добрила. Како беше педагог таа? Многу добар. Многу добар педагог. Стварно ни даваше интересни кога дојдевме на часови, часовите ни беа многу интересни. Така. Да. Така. Да. Одиме понатаму со оваа ценна фотографија. Тоа е исто во мало друштво на школски другари од основното училиште. Тука се истите тие кои ги споменав и пред малку во оваа слика. Еве, што паметите вие вака од основно училиште најповеќе? Па, од основно училиште паметиме, ние правевме маскенбали. Ти прикажеме подоцна овие тие фотографии. Најчесто правевме маскенбали, тоа ни беше на нас интересно, зашто треба да се прават маски, се правевме како индијанци, каубојци. Еве тие маскенбали, да ги прикажеме камерата. Како индијанци, како каубојци во тоа време, сега веќе друг е начин на маскирањето, други се времињата. Сега технологијата напред оди, така да ова е веќе малку прошлост. Да, и во тоа време, еве според покажувањето на постарите, една тетрадка, едно моливче и се учи настава. Да, и имавме кутивчиња со моливи, за моливи, со бројчики, за таблица множење, така ги вртевме. Така. И тоа беше интересно. Еве ова интересна фотографија, каде е ова? Тоа е во дворот на школото Крстеми Сирков, исто со учителка Добрила. Тука тоа е од прво до тука до пето. Гледам дека одека сте биле полно во класот. Да. Полно бевме негде околу на 35-6 бевме во класот, така. Да. Тогаш физичко образование немаше, сала надвор. Да, немаше физичко образование. Тука беше и Дајлевски професорот по физичко образование. Чуениот гимнастичар од Куманово. Да, така. Војслав Дајлевиќ. Да. Сега вака, доаѓаме до гимназијата Гоце Делчев, вие се запишувате таму. Да, се запишувам во математички смер. Во тоа време да се запишеш во гимназија беше навистина голема работа. Така. Гимназијата даваше едно, и ова е од основно училиште од Нова година. Тоа дочекна Нова година од основното училиште. Добро. Да. Гимназијата даваше, еве кога покажуваме стари фотографии, да споменеме дека и ова... Да, ќе ги спомнеме за вашиот дедо. Да. И Ловачки дом. Што даваше гимназијата? Во тоа време беше... гимназијата даваше едно општо образование со кое можеш да се запишеш во било кој факултет. Беа поделени на математички смер и јазичен смер. Тогаш се викаше јазичен, потоа предоа како учителска насока. Меѓутоа, пак беа тоа општа насока. Ние бевме еден клас математички, останато беа јазички смер. Так. И така и завршивме како еден математички клас. Кој ви беше класен раководител? Класен ни беше професорот прво ни беше Лепа по француски, покојна таа во Белград почина, а после беше Благој по македонски јазик, професор, тој ни како во четврта година, а ни предаваше и Владо Филиповски, професор Вака сега да го споменеме Владо Филиповски, тој беше 21 година директор на гимназија, човек кој е многу заслужен за развојот на училиштето. Така. Тој ни предаваше математика и неговата сопруга, мислам дека предаваше. Историја предаваше неговата сопруга, меѓутоа на мене не ми предаваше таа, ми предаваше професор Благој Георгиев или како го ние викавме и како го вика Бобров на тоа време. Сега ова е многу битен податок да го споменеме, вашиот дедо. Да. Во тоа време да имаш компанија
било каква, не е мала работа, а вие ќе ни кажете за што се работи овде? Тоа се работи за петролејска компанија, за огрев и нафта и петролеј. Он се викаше Стојан Хаджи Спасич во тоа време и имаше своја компанија и свое стовариште во градот Куманово тука. Значи тој е бил познат трговец. Да, трговец за тоа, за петролеј и огрев и нафта. Сепак тоа не е мала работа. Да, да. Ова е една слика. Каде е ова? Ова е ловачки дом. Сегашниот ловачки дом. Сегашниот ловачки Така. дом, само во тој облик порано што беше. По кој повод е ова? Тоа е едно излет еден направен таму и слика на таа слика и јас ја сачував така да знам дека како изгледал тогашниот ловачки дом. Ова е доста интересна фотографија, дочек на Нова година, Во во позадина Да, знаме дочек. на поранешна Југославија. така, дочек на Нова година во основното училиште Крстен Сирков. Како се Тук. правеа нови години тогаш? Нова Скромно. година, скромно, Нова година ја дочекавме во школото, таму, со нашите другари, со нашите учители, професори заедно. Така беше тоа и вака, скромно, без некои расипнички работи, едноставно само да се прослави, да се види дека се поминала таа годината. Кажете ни, тој период во гимназијата Гоце Делчев, како вие може да го опишете? Ви беше ли тешко учењето? Па, како за кого? Нормално дека ние како ученици секогаш гледавме да скршнеме од помалку да учиме, а повеќе да покажеме знаење. Меѓутоа, професорите како професори си бара свое, си го бара реално знаењето што си е потребно да се каже. Така да Не е имало ургенции, не? Немаше ургенции, нити пак не сме имале некои посебни малтретирања, трауми, било што од школа. Доаѓавме редовни, бевме редовни во гимназијата. На Може да часовите. кажете кој е бил вака ваш ученик на генерација во тоа време во гимназијата? Некој вака што се издвојувал ученик да го Па споменеме? вака ученик на генерација немаше посебен, меѓутоа од нашиот клас тука вака бева добро, овдека може и од овдека да се види некој од тие. На пример, од тука може да се каже дека многу добри ученици беа Гордана Алексиевска, тогаш Алексиевска, сестра на докторите два Алексиевски што почина во Скопје на пулмо, беше брат еден, една детско. Калина Сливовска, тоа Билјана исто така. Тоа беа така онда Хасани Хасан, сегашен доктор, добар педијатар, исто Серчевски. Сето тоа беа ученици кои на некој начин покажуваа едно солидно знаење и немаше некој посебен да се истакнува. Сите бевме во просек многу добар или одличен. Кој помалку четворки, кој повеќе четворки. Меѓутоа, немаше нешто да некој да отскокнува над нас. Така беме некако и затоа и скоро сите од мојот клас во гимназијата се имаат завршено факултет и беа на солидни и успешни позиции во својата работа. Хајде споменеме некои професори кои тогаш на нас си предавали во гимназијата, по некои премети се Тоа сеќавате? е Владо Филиповски по математика, Благој Георгиев Бобров по по историја, по професорка Доцка по географија, Благој по македонски, да не ги испуштам сега и некои други, Свето Аврамовски да не би предал. Аврамовски беше физичко, така? да, Аврамовски беше физичко. Да, онда тука беа уште и Цветковиќ по психологија, педагогика, тоа мислим логика. Така, тоа Каде е оваа фотографија? Тоа е фотографијата пред гимназијата. Тоа е пред гимназијата на слубите пред гимназијата, пред улаз на гимназија, нашиот клас. Цел тука се тие истите кои ги кажав, да.
Одиме понатаму, следна Тоа фотографија. се помалку. Ние исто во дворот на гимназијата. Во пред на улаз на гимназија, тука како и денеска што има така цвеќиња и Мора да кажеме дека во тоа време професорот е бил авторитет број 1 во училиштето. Апсолутно, апсолутно. Дисциплина на час, ред, хиерархија. Пушење ноќе после 12 часот, 11 часот не смееше да се, ако те види, ќе те опомене и така. Во кафани не смеевме да одиме. Така. Сега кога сме кафани, кога ги спомнавте, не смееме, а да не ги споменеме незаборавните и ден денеска ги раскажуваат овие постариве генерации, оние серенади, се оди со гитара пред дворот на потенцијалната девојка, како може така да кажам, и се мами да дојде кај момчето. Да, Што има вистина во тоа? Ова е друштвото, тоа се ми другарите кои со сопругите нормално сега, кога после завршување на гимназијата, кога можевме да одиме и покасно во ноќта, правевме серенади кај своите пријатели кои сака музика, кои сака така да се развеселат, па така им пеевме песни, ние добро, сите добро пеевме, така да им беше мерак да не слушнат навечер и тогаш ќе не викнат, ќе не почестат нешто и продолжуваме понатаму. Тоа го практикувавме еден доста долг период, додека потоа не се створивме фамилија, додека не се оженивме. Кои се ве луѓе на слика овдека? Овде на сликата се, тука е Соларски Кирчо, јас, Цветковски Часлав, Алексиевски Методија, тој е починат. Каде не повеќе одевте на серенади, вака да ни кажете? Па кај наши пријатели. Така. Значи највеќе кај наши пријатели, не да бидеме досадни да на некого му сметам, нето кај луѓето кои знаеме дека, например, знаевме дека сакаат музика и дека нема да се лутат ако ги разбудиме околу 12 половина час така во тој период. Кога заврши корзото, а корзото беше покрај Крстим и Сирков, се одеше корзо, така шетавме нагоре надоле. Тука на площадот исто? Да се види со која девојка, која да се најде девојка и така. Како беше тогаш соодносот? Повеќе имаше моми или повеќе имаше момчиња? Па некака на корзото зборам. На корзото па така беше, повеќе беа момчиња, меѓутоа не многу повеќе, ама сепак беа повеќе момчиња, него девојчињата помалку ги пуштаат покасно, порано, да. Сега мора да споменеме еден податок, вие го рековте дека сте биле во Соколана на тие незаборавни игранки, сте формирале музичка група. Како да го пишете тој период? Па тоа беше еден интересен период кога формиравме на група Квартет 505 се викаше во тоа време. Свиравме малку на игранки во гимназијата Гоце Делчев, во салата, физкултурната сала, потоа и во Соколана. Тогаш се одржува и спортски надпревари, а во саботите има игранки, па свиреа и други музички групи. Ке поседнеа нашите врсници околу зидовите на столчиња, местото на средина беше за играње, па секој ќе покани по некоја девојка која му се допаѓа така да може да се Како вие пишувате Соколана после толку години? Соколана не сме ја испуштале, секогаш сме гледале кошаркашки надпревари, сме гледале рокометни надпревари. Тоа беше едно место за стварно за еден спортски живот на Куманово. И штета што одреден период до сега е замрено тоа. Во тоа време дури од Југославија доаѓа Цветковиќ, познатиот кошаркар, беше доаѓа репрезентации од сите републики, се одржуваат турнири тука и стварно Соколана живееше еден спортски живот. Куманово беше препознатив центар на кошарката. Така. Ова е интересна фотографија, да ни кажете каде е ова? Тоа е во хотел Кристал со друштвото. Заедно со моите другари, истите тие што... И хотелот Кристал беше препознатив во тоа? Хотелот Кристал беше единствениот место каде што можеше да се излезе и на еден културен начин да седнеш, да вечераш, да нешто се напиеш, да се почастиш или да викнеш друштво на некоја... Беше ли полно, имаше ли народ? Имаше. Беше полно народ и секојаш доаѓа, беше стварно
укусно направен, уредно, имаше и ход соби за спиење горе, се тоа. Така. Жалосно е сега што е така запуштено. Одиме понатаму со оваа фотографија. Тоа е исто во дворот на гимназијата, кога примавме матурски свидетелства и книги за тоа кој како завршил со многу добар, со одличен успех, по некоја книга, а и свидетелство за понатамошно студирање. Да. Убава работа во секој случај. Тоа е исто тоа во салата во гимназијата. Професор Цветковиќ е тука, а ние сме наредени да ги примаме еден по еден свидетелствата. Да. Ете исто тоа е така туа со Кои се овие колеги? Одека е со директорката Поцевска Љубица Така. и моите школски другари и јас тука. Тоа е исто со примање на свидетелство. Убави моменти. Да, да. Одевме со хор, одевме низ Југославија, така да тоа е една од Светозарево снимка на железничката станица, каде По кој повод? по завршување на представата на тоа хорското пеење и тоа што дававме, да се поздравиме со колегите од школските другари од Светозарево и да одиме, да се вратиме дома. Вие како дете што не повеќе игравте во малото? Па, Билото џамли имало... Па немавме како деца, ние немавме како сега што имаат децата и мобилни телефони, видеоигри и така натаму. Ние се игравме со џамли, со кибритарки, со тие топки кои беа вака малку крпени, крпарки што ги викавме ние. Вожевме она тркала од буриња од обруч. Тоа се играше така, се собира сликички разни од животинско царство до И било дека на левот дозе се набачка мас од или црвен пипер од и сол бел. И тоа би било храна. И тоа беше задоволство да се јаде, така беше тоа. или шеќер па водичка малку. Да, да може шеќерот да се залепи за Така. да. Ова фотографија Тоа е да ја прикажеме еден на нашите излет во гледачи. студена вода. Тука се Сега да кажеме дека и студена вода било атрактивно место за излет. Да. Пошто ја паметите вие студена вода? Па беше чисто, беше онака природно, не урбанизирано, али природно, да можеш да седнеш на трева и да се распознеш и да седнеш и да направиш еден излет. Тоа се излет со моите родители, кога јас сум бил мал, тука. Тука е Трајко Пачков, Среќко Георгиевски, Цмко, што го викаат, и нивните фамилии, жена, супругата на Трајко Пачков, и тука е Ноце и Пачко, доктор, денешниот доктор на ова, и супругата на Цмко тука. И За први и втори мај секојаш бика за први и втори мај или се одеше на студена вода или се одеше на кисела вода. Сега, ова е исто многу битен момент да споменеме на нашите гледачи, дека вие потекнувате од исклучително познато семејство на просветни работници, кои дале многу за воспитување на генерации и генерации. Така. Еве го вашиот татко Димитар, кој по повод патрониот празник најверојатно овде ќе се обраќа на учениците. На учениците пред Крстен Мисирков школата. Што значило тоа за вас во тоа време да имате 20 родители просветни работници? Па значеше една обврска да морам да бидам добар ученик. Моите родители не се срамуваат од мене и никако не смеав да го во школата да го викам татко, него мора да го викам директор. Директоре. Така беше строга една дисциплина да се знаеше кој што е во школата. Колку години беше вашиот татко директор на училиштето? Па долго години беше директор долго години, да ви кажам право, сега не паметам точно колку, бидејќи тој потоа беше и потпредседник на општина едно време, па пак се врати директор, а мајка ми беше директорка на браќа Милодиновци, школата. Тие двете најголеми училишта во Куманово, во градот. Да.
и со традиција. Има во тоа време свиревме, јас свирев на мандолина, имавме оркестар мандолински, така да беше. Сега колку може да забележиме од овие фотографии овдека, маса и голема бројка на ученици ги следат овие обраќања на директорите во тоа време. Да. Тоа беше едно интересно доживување. Денот на пролета, денот на поезијата, се одржува тие манифестации кои ние, како ученици, и помали, и потоа и постари, не интересираше и секогаш беме присутни на тие собири. Така да не требаше некој посебно да не тера, да не кани да... Так, ова е исто е тоа од екскурзија, една од основното училиште, кога бевме низ Југославија, снимено на ВОС. Па тие екскурзии денеска се раскажуваат како нешто највало. Апсолутно, апсолутно. Тоа го паметиме ние низ Југославија кога одевме, дури до Постојинска јама, Словенија. Тоа беше едно доживување, незаборавно да се види, да. А одиме со фотографија. Тоа се фотографии од патот на ние кога завршивме матура, место да правиме матурска вечер, така се договоривме со професорите да одиме на една екскурзија до Грција. Тоа беше тогаш така едно интересно доживување и одевме до Атина и до Пиреја и тоа е снимено на пат на едно одмаралиште со автобуси кога одевме, па на едно одмаралиште со колешката од Пласот. Исто тоа е во Грција, снимено со учениците во Грција. Ова е исто со... Во Атина? Во Атина, еве во Атина пред Пантелеймон, ова. Убав град Атина? Да, убав град, историски град. Тоа. Исто ова со професорот Бобров по историја. Тој ни раскажуваше по патот за термопилите, за борбата на Римското царство. Дека некоја официрска капа овој господин. Да, овој соларски киров. Тоа да. Секогаш интересна личност. Да. Така еве го овдека исто со мене заедно на истото дрво со колешката. Еве да прикажем има фотографија, сепак ово се спомени од Грција. Апсолутно. Тоа е место матурска вечер, ние отидовме на пат до сепак тоа е во Куманово веќе снимано. Каде ова? Ова е една 64-та година, 11 декември. Да, тоа е стрелиште Карши споменик што е, тоа е дел од тука, така каде што е сега стрелиште што викаме ние тука. Тука е снимено со другарите кои ние останавме така да се дружиме и после завршување на матурата со одредени и денеска се слушаме. Сега, подоцна одите вие во предпријатието Киро Фетак. Така. Во тоа време се знае дека Киро Фетак беше позната Киро Фетак беше компанија за конфекција. Да, трикотажа и конфекција. Тоа е со колегата покоен сега Димитровски Кенич, кој заедно на службен пат. Тој тука живееше до фабриката. До фабриката живееше, да. Во Лоѓ, во Полска, во една специализирана лабораторија за бои, за боење на текстил. И службено бевме на пат таму. Кога се вие работите во Киро Фетак, која година? Па се работив 71 година. Так. Исто тоа е тоа е со работничка менза. Да, работничка менза со сменоводителот во доработка. Тогаш јас ја водев доработка, погонот доработка, каде што се вршише боење, штампање, доработување. Како се викаше овој господин? Овој се викаше Тотко. Така го викавме Тотко, да. Да го споменеме? Да, и него. Тој е жив и оште. Како беше во Киро Фетак во тоа време? Многу работа? Па, многу работа. Мораше да се биде во 10 до 6 да бидеш, да влезеш во фабриката. Се одеше во 3 смени. Бевме негде од 1000 па до 1300 души. Многу се работеше.
и имавме доста добар имидж и на европско ниво, квалитет, што стварно и ден денес нашите маички го одржуваат квалитетот што го работевме ние. Штета што фабриката се затвори. Така. Што, така. Мора овој податок да го кажеме, мислам дека овдека немам... Само да, ако за Кирофетак, овдека е, уште има ги, тука се од Кирофетак испраќај на технолошки вишок, што беше, тоа после... Ова е 90-те години, така? Да, кога се Кирофетак на Азманов, тука е Азманов што го зеде, конфекцијата е зеде и тука се тие испраќај со Сега се веќе ова пензионери. Да, на технолошки вишок, а ова се 88 година, ова е со директорот еве го директорот и директорот по економија. Како се више директорот? Па тука беше Драги Јовановски. Да, Драги Јовановски и и колегите од погонот тука. Така. Да. Се работеше ли во 3 смени тогаш, рекоте? Да, во 3 смени се работеше. Бога ми доста имаше машини, огромни машини, се направи една голема инвестиција тогаш, баш во тој период, негде 75-та година, и донесоа нови машини кои ни донесоа и одреден квалитет и стварно се работеше. Меѓутоа, на крајот... Сега мора ова да покажеме, јас досега не сум видел ваков податок. Македонска осмолетка Крсте Мисрикова Куманово, извештај за учебната 53-54 година. Така, јас... Ова е некој ажуриран дневник, ако може така да го кажеме. Тоа се работи за, во тој извештај стојат по оделенија, по име и презиме учениците и поделени по многу добри, одлични, кои се... Ви ли го водите тој дневник? Не, тоа се водеше посебна група комисија во школото и потоа се печатеше. Еве да покажеме тоа што го зборувате. Значи, учинок на секој ученик, каква оценка, што сработило и така натаму. Така. И кој оделение, од прво до пето оделение и натаму. Доста интересен. Да. Податок. Покрај тоа што се издаваше, јас го имав, али заборавив да го донесам и Пламенче часописот, на исто така личи. Тој во него имаше раскази песнички од исто учениците кои има дарба за пишување. Да, успеа ово училиште да се крене, бидејќи мислам дека еден период имаше голем пожар. Пожар, да. Па тоа беше некаде, јас мислам дека бев трето и четврто оделение, така некако беше. Како се случи тоа, паметите ли? Јас уште не бев дојден на час тогаш, само што се спремав да одам на часови, кога ми кажа дека училиштето се запалило. Веројатно од некој оджак и се, бидејќи тогаш се греевме на дрва. Так. Немаше парно, немаше електрични... Еве овдека пише во некои кабинети збирки. Да. Тога се кабинет по физика, кабинет по природознание, кабинет за избирки, по географија, тука и се опишани сите тие каде е сместен, во која просторија, зошто служи кабинет, така ги... Тоа е опишана и активноста на школото. Така. Да. Ево овдека пишува физкултурна секција. Да, има ги секциите тука, да. Така. Што не повеќе на физкултура работите? Надвор вежби? Надвор вежби и имаше и во салата. Кога времето дозволуваше за надвор, ние вежби кои дозволува на нас, младите оделенци, да можеме да ги вежбаме, нели, по она план и програм на наставникот. Да ја прикажеме и ова е интересна работа, млад борец вестник. Зошто е ова? Тој млад борец излегуваше редовно за младите воопшто, за
занимните активности, работни акции, матурирање, култура и се тоа. Интересно не овој млад брз го сочував, затоа што тука сум јас со колештата Калина Сливовска, која тогаш одевме чисто вака на едно да видиме како изгледа работа во библиотека. Одевме и во печатницата Просвета на коричење, како да видиме како се коричат книгите, а овдека е сликата, тука е сликата од другата страна за во библиотеката, каде што ги разгледувавме книгите и да видиме како работи, како се издаваат книгите и како работи библиотеката. Да се осознаеме, затоа што тука имавме и книги за наша возраст, како литература која мораме да ја читаме како лектира. Не кажувате каде најповеќе одевте на игранки во тоа време, покрај Соколана? Кажува дека имало некои игранки кај Покрај Сокола, кај Пожарна беше игранката, да. Тоа после, прво беше игранката во гимназија, во салата на гимназија, потоа во Соколана, меѓутоа и се отвори и во Пожарна игранка. Тука помалку се одеше, бидејќи беше малку подалеку од градот. Почесто ни беа овдека, од центарот. Меѓутоа и да се одеше и таму, да. Ова е таблото на спомен на вас и на оваа сите матуранти тука, и јазичен и математички. Целата генерација наша 65-та година што матуриравме. Со дел од, нема ги сите професори тука, со дел од професори и директорката. Да. И вака кога ќе се видите новие прослави, нови свечености после 30 години, 40, што најповеќе разговарате? Па разговарате докаде сме стигнали, како сме, кој докаде успеал, колку деца има, внуци, каква фамилија, внуци, така. Евоцираме спомени за минатото. И па еве да ти кажеме некои фотографии од овие. Тука е, тоа е која ова е 90-та година, 2 јуни. 25, да. 25 годишнина од матурирањето. Тоа е со класниот раководител Благоја по македонски јазик и професорот по математика Владо Филиповски. Тука се тие колегите што ги спомнав, и тука е и јазичен смер и математички смер заедно на оваа слика. Да. 2015 година овдека сте веќе помалку. Да. Тоа е веќе 2015, тоа е веќе 50 годишнина. Да. Еве, тоа е со јазичен смер колегите и математички смер, а ова сме со само математички смер оваа слика. Оваа слика е само нашиот клас. Ајде да ги споменеме сите овие луѓе. Овдека се Серчевски Живко, Кира, ова Калина Сливова, јас, Билјана, Кирчо Соларски, Драги Крстевски, Спасовски Драги и така. Кирчо Соларски би бил најголем шоумен во ваша генерација. Со него и продолживме да другаруваме и до ден денес. Тој е малку и денес се занимава со коледарството, со таквите работи, така да пишува сега и вицеви, има издадена книга за вицеви, така да тој така си зеде тоа. Тие се веќе малку по таа е веќе од 20-25 години, валјда. Да. Може ли кажете некоја случка која се сеќавате од гимназија и останало осеќавање? Некој вака интересен момент? Па интересен момент. Вака една зима во гимназија беше доста снег, а ние бевме на општо техничко образование и излеговме од часот, неколку нас и еден другар се кладевме дека тој ќе издржи 5 минути во реката Чинја доле кај што е сега спортската сала. Во зима? Во зима, да. Тука немаше спортска сала, нема ништо, беше ниви и еден макадам пат до реката. И му меревме на сад колку ќе излезе тој тогаш. И така избегавме малку од часот на пауза на одморите,
да се кладиме за тоа. Ете, и истина издржа човекот. Во тоа време во Куманово има многу спортски активности, се сеќавате на тие моменти веројатно? Па во спортските активности најчесто викам одевме и на КСК, на фудбалскиот терен, на игралиште на фудбал, но најповеќе се одеше на кошарка. Тоа беше вака најекспониран спорт во Куманово. Го паметите и вие тој период кога КСК, како што рековте, односно ФК Куманово влезе во втората лига. Во тоа време владееше на голема еуфорија под водство на Петаковиќ. Беше задоволство да се оди на градскиот стадион да се гледат тие надпревари. Да. Секојаш велате биле полни трибините, многу убава атмосфера. Беа полни, немаше тепачки, немаше него навивање, чисто вака атмосфера, стварно на едно културно ниво. И клубот солидно екзистираше до одреден период, потоа згасна. Така и Кој спортист вака од Куманово би останал во сеќавање, без разлика дали е фудбал, дали е кошарка, дали е некои велат за фудбалот дека е Ванчо Ивановски Старејко, за кошарката имало други познати спортски имиња и така натаму. Па така, Старејко беше како познат Универзален, да, и така он него го паметиме како универзален спортист. Вака, не се сеќам сега на имиња на тие, многу време поминало, но времето беше стварно, дали ние бевме млади, па мислевме дека најубав период тогаш ни беше, дали сега можда би младите денеска викат дека нивниот период, него секојаш кога си млад тој период е и најдобар. Господин Стојанов, мислам дека кажавме доста интересни работи за нашиот град, 45 минути разговараме. Мислам дека може да се зборува уште многу за Куманово, ама вие сте горд што сте биле дел од градот Куманово, кој може да се пофали со многу убави работи во минатото. Така, тука сум роден. И тие работи ние мора денеска да ги пренесуваме на овие помлади генерации, да ги почитуваат, да ги вреднуваат. Некако сега во донешно време во ера на глобализација премногу време се посветува на компјутери, на лаптопови, а некако нашите деца стана доста физички неактивни. Жалосно е што во градот Куманово не остана бакар и една зграда и од стар тип, единствено оваа улицата Илинденска, тука што се затвори, тука кај соларците што се, тие се постарите згради, иначе не остана, се сруши. И кај нама тука беше исто пазар, кај Петокатницата што е сега, тука беше исто продавници, ниски се продаваше кисело млеко од тава, па се сечеше со вака, па се носевме тенџериња да ни се сипе, тоа беше едновремена. Еве сега се најавува дека конечно Соколана ќе биде реновирана, што за вас тоа ќе представува, еве како е? Тоа е И вие среќен човек. Апсолутно. Тоа ќе биде едно стварно еден подем, едно враќање на старото Куманово, барем Соколана и занатскиот дом што остана вака како символи секогаш на телевизија кога се прикаже Куманово се препознава по занатскиот дом, бар да се препознава и по Соколана. Бидејќи Соколана беше еден од битните работи за животот на граѓаните на градот Куманово. И еве за крајот една порака за младите генерации, како вие? Па, да ви кажам, да младите генерации да не го заборават минатото, а да се борат во мир и благосостојба, да ствараат, да се борат за подобар живот на идните поколенија кои тие ќе ги створат. Да не заборават дека она што го старите оставиле треба да се надградува. Не останува ништо вечно. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, тоа беше емисијата Кумановци за Куманово на Телевизија Плюс. Се гледаме во некоја друга прилика, имате пријатен ден со програмата.